Почитувани гледачи, добро вечер, добре дојдовте во уште едно издание на емисијата Вис Спорт. Македонската одбојкарска репрезентација во Европската сребрена лига се закити со броза откако во полумалото финале славеше против селекцијата на Унгарија со 3:2. Ова е нов подвиг или пак резултат на македонските одбојкарски репрезентативци откако успеа да се пласират во самата завршница од оваа надпреварување. Инаку, само подсетување дека македонската одбојкарска репрезентација последниве години постојано е активен носител или учесник во самата завршница на Европската сребрена лига, но во полуфиналето таа беше поразена и мораше да игра мало финале каде што се закити со бронза против домашната селекцијата на Унгарија. Ова само како увертира на она што доправа предстои, а тоа е репортажата која што Триатлон Федерацијата на Македонија ја направи од последното државно првенство во Дојран. Ни слика и тон од сето она што се случуваше во Дојран во соработка со Триатлон Федерацијата на Република Македонија. Ви го пренесуваме целиот материјал од надпреварите како во мали категории, така и во сениорската конкуренција, секако во триатлонот кој што на големо доаѓа во нашава земја.
Дарио Брезовски, тренирам триатлон више 6 години и ова ми е омилен спорт. Бидејќи ги има моите омилени дисциплини, пливање, точак и трчање. Па, пливање. Ние се тркаме како клуб во Хрватска лига и тоа е една од најинтересните трки според мене. Да, се надеваме на по-високо ниво, понатаму ќе се тркаме. Па, да учествувам на Олимпијада или да победам. Јас сум Бистра, ја тренирам во Триоџи, имам 11 години и сум од Скопје. Сега сме во Дојран и освоих прво, 10-2. Тоа е тешко прашање, мислам дека 3-4 години, отприлика, не знам. Имаме најдобри тренери, тренер Елена и тренер Данчо. Тренер Елена е за помалите, а тренер Данчо е за погодемите. Јас сум вака во средина. Добри, нека се добри, нека се лоши тренерите, ама тоа има работа да научат да биме најдобри. Некад кога сме неумни, може малку да не покара. Па сега да бидам тренер кога ќе пораснам, да бидам кога тренер Елена и тренер Данчо, да си бидам триатлон, да се тркам, да се дружам со другарите, да се надпреварувам. И толку имам сега во мојот мозок кога ќе пораснам до сега. But mankind won't be destroyed. The fact that you and I are working here together is evidence of that. Имам 7 години, струја сум. Мојот клуб е 3 дисциплината, мојот тренер е Никола Кутановски. Сега сме во Дојран и завршив прво место во деца 1. Возење точак. Зашто да точак, многу ми е лесен точакот и можам побрзо да избегам. Најтешка дисциплина ми е трчање. Со триатлонот сакам многу да плива и да возам, зашто тоа ми е најубаво да го правам под секој ден. Јас кога ќе пораснам сакам да бидам како Диди и уште појак од Диди. Јас сум Каталеја Стефковска, тренирам во клуб Триоџи. Ние во моментов сме во Дојран и јас завршив прво место, деца 1. Па возење велосипед.
Имаме два тренера. Едниот тренер Елена и другиот тренер Данчо. Мене не тренира тренер Елена. Имаме тренинзи, но не само што имаме тренинзи, многу се забавуваме, пееме, све. Исто така, како што се погоди да бидеме во Дојран, да имаме трка, се погоди исто така да и биде роден ден на тренерот Елена. Јас сум Сергеј Маљановски-Рнидовски, доаѓам од Скопје. Ова ми е втор триатлон и баш сум среќен тоа што веќе на вториот триатлон успеав да освоам прва место. Јас спортувам пливање веќе 2 години, а триатлонот почнав да на некој начин да го спортувам пред 2 месеци. Во триатлонот па точекот најмногу. Мислам, најтешко е трчањето, после пливање и возење точек, тешко, ама се издржи. Да, дел сум од клубот, пливачкиот клуб Октопод. Јас сум Јана Георгиевска, имам 12 години и тренирам во Триоџи Рейсинг МКД. Сега сме во Дојран, освоив прво место во категорија кадети. Па дека не е едноставен спорт и не е досаден, никогаш не може да ти е досадно, дека се 3 различни спорта, никогаш тренингот не е ист и трката секогаш е различна и е потежок од секој друг спорт. Па ние тренираме, јас сум единствена девојче, тренирам мислам дека се 6 машки. Искрено така ми е побаво кога сум единствена девојче, дека така станувам побрзо што се бркам со машки отколку се девојчиња што тренирам. Точак возење. Најтешко трчањето. Се разбира дека сакам да постигнам со триатлонот, сакам да го тренирам уште долго време, дека не мислам дека никогаш не може да се досади.
Јас сум Иван Трпчевски, имам 28 години, сум од Скопје и се надпреварувам за клубот Триоджи од Скопје. Денеска сме во Дојран на државно првенство во триатлон за 2022. Имав одлична трка, завршив прво место, односно сум државен првак во спринт дистанца. Можам да кажам посериозно 2,5-3 години и пред тоа имаше некој период на транзиција од пливање во триатлон, меѓутоа посериозно јас си бројам некои 2,5-3 години. Па пливањето, дефинитивно пливањето ми е најкомотно, бидејќи некако сум навикнат на средината. Дефинитивно времето беше предизвик, на пливањето посебно имаше бранови и тоа во некои делови каде што баш директно пливавме во бранови, беше малку тешко да се плива низ водата. Во велосипедот беше предизвик ветерот, имаше многу ветер и за мене беше поголем предизвик и малку потешко бидејќи се одвоив уште после некаде на круг и пол. Тоа веќе значи дека сам кога си го немаш бенефитот од некој пред тебе да го крши ветерот, после тоа на трчањето генерално лесно поминав бидејќи беше целосно контролирано. Јас следев цело време предноста, решив дека после оваа трка треба да направам малку одмор, така ќе имам некои 5 дена одмор, по 5 дена ќе се вратам повторно во тренинг бидејќи ме чекаат уште посериозни надпревари. Имам светско во Словачка на долга дистанца, па после тоа следува халф Ironman во Белград, можеби уште еден half Ironman, Балканското е во септември, така да време е сега малку одмор, па од почеток да билдаме и брзина и издржливост. Здраво, јас сум Димитар Јовановски од Струга, клубот 3 дисциплине Струга, актуелен шампион во триатлон веќе 4 години, државен првак во планински велосипедизам, друмски велосипедизам. Сега сме во Дојран, завршив прв во јуниори. Триатлон тренирам околу 8 години, а околу 10 години се занимавам со велосипедизам. Почетоците ми беа во Струга, во Радожда, првиот триатлон таму го започнав. Никола Кутановски ме внесе во овој спорт и така продолжив со триатлон. Најнеомилена ми е пливање, ако живеам покрај Дрим, а најомилена ми е возење велосипед. Пливањето имаше многу ветар, ни ги однесе бовите, пливавме малце подолго од што требаше да пливаме. Возењето беше супер, извозав, трчањето исто така и успеав да стигнам до првото место, иако многу заостанав на пливањето. Сега наредно се спремаме за Европско првенство во Португалија, само велосипедизам, планински и друмски. Желбата ми е да одам на Олимпијада, нареднава се надеваме тешко некако, ама следната сакам да одам на Олимпијада и да земам медал, олимписки медал. Па ќе продолжи да се надпреварува триатлон, ама поќе е насочен кон возење. Да сте упорни, да тренирате, да не застанвите, тоа е најважно. Тренинг само и исхрана добра, тоа е тоа. Казвам се Анастасија Пејчева, на 24, след един месец ставам на 25. От България съм, от град Благоевград. Първият старт на триатлон ми беше в Съединените щати. Бях на една програма Walk and Travel. И там една жена, която участва на Ironman, ме убеди да се пробвам и много ми хареса. Беше много интересно, много готино. И от тогава се запалих по триатлона. Купих си колело, научих се да карам и започнах да се занимавам по-сериозно. Във водата излезнахме заедно с второто момиче. На колелото бяхме заедно и на тръката успях да се откъсна и да финиширам първа. Бегане. Диване. Не видам добре, трябва да гледам внимателно на къде пливам.
Поздравление на организаторите, беше много хубаво състезание, въпреки не толкова хубавото време, не беше толкова слънчево, имаше вятър, но беше много хубаво, много се забавлявах. Честито на всички участници и пожелавам на всички здраве и да се виждаме и по-напред. Јас сум Магдалина Станковска, се надпреварувам веќе 5-та година ми ова. Доаѓам од Скопје во Дојран државно првенство 2022 година. Прво место јуниори. Јас започнав со повреда на коленото, тренирав ракомет пред ова и ме натера да одам на рехабилитација на базен. Ме виде Данчо и ми рече ајде со мене на камп во Преспа и реков ајде уште една трка па ќе престанам, ќе се вратам на ракомет, па уште една и останав. Омилена моментално ми е трчањето, ми беше пливањето. Trilogy Racing многу ми помага и многу ги сакам и децата и сите ги гледам како фамилија. Веќе 5 години сме заедно и на патување и се. Данчо ми е како втор татко, децава ми се како браќа и сестри и така. Амбиции, сега ми е најголема желба прво на Балканско првенство да освојам подиум, а потоа секако сон ми е на Европско првенство да освојам подиум. Пливањето ми беше многу лошо, ама последниве трки не знам зашто пливањето ми е многу лошо, не ми е како што треба, а точакот ми беше добар, возев сама и трчањето беше се што имав. Па во Хрватска што освојувам, пошто таму има поголема конкуренција подиуми. Исто така, последна најгорда трка ми е во Скопје Стопанска банка, што беше што ја победив србинката што долго време сум сонувала да ја победам. И сега оваа година тоа сум најгорда, а би сакала и Балканско првенство да биде така. Чао! Јас сум Иван Михайловски, председател на Триатлон Федерација на Македонија. Стално сме во Дојран на национално триатлон првенство, сите категории кои што се одржа во 2 дена. Вчера беа први деца 1 и деца 2, најмалите, најинтересната трка. Денеска имавме сите останати категории во еден масовен старт од публика околу 60 надпреварувачи. Трката поведена во добар ред, благодарение на предсе на домаќинот на општината, градоначалникот Анго Ангов, на полицијата од Гевгелија, исто така медицинската екипа која што беше и нашата логистика пред се тука што ја имаме од нивна страна. Домашните надпревари сега не очекува акватлон надпревар кој што треба да се одржи на 28 август во Охрид. Во коорганизација значи со Охрид трчат, а веќе на 18 септември не очекува третиот триатлон надпревар кој што ќе се одржи во Струга во автокампот АС. И следното, после тоа следува дуатлон надпревар, повторно во Скопје во организација на спортскиот клуб. Совет за дечињата и родителите пред се да се бават со овој спорт затоа што ги развиваат сите психомоторни способности на децата, посебно ги развиваат и тимскиот дух, иако индивидуален како што кажав, и еден здрав начин и развој на едно дете кое што понатаму нема да доаѓа на пливање да развива деформитет или да надмине некој деформитет или слично, така да сите овие 3 олимписки дисциплини донесуваат до нашиот олимписки спорт, кој што веруваме во иднина ќе имаме некој надпреварувач кој што ќе дојде и до тоа ниво. Еден човек не може да направи триатлон, туку треба да има свој тим, да има разбирање за сите, да има некоја позитивна клима, за да може да се достигне некое ниво на совршенство. Колку добар надпревар ние ќе надправиме, толку и надпреварачите ќе бидат посрекни, нема да имаме казни, нема да имаме обесправување на надпреварувачи. Еве го тимот! Поделба на наградите. Почитувани, тоа би било се во овој издание на емисијата Виспорт. Секоја добра.